Добар ден, почитувани, стартува уште една нова Телма Амбулант. Денес ќе зборуваме за етиката во современата пренатална диагностика. Жените за време на бременоста прават неколку скрининзи со кои што се проценува дали фетусот има некакви отстапувања, односно абнормалности. Дали со скрининзите може да се постави диагноза и со сигурност да се потврди дека бебето ќе биде здраво. Што ако наодот укажува на одредени отстапувања? Како сето тоа треба да се соопшти на трудницата? За современата пренатална диагностика и моралните импликации што произлегуваат од неа, денеска разговараме со професор доктор Гордана Адамова, гинеколог акушер, субспецијалист по перинатологија во Санте Плюс. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок. Останете на Телма. Дали ќе биде момче или девојче, ќе личи на мама или на тато, тоа се само дел од забавните прашања за време на бременоста, но тука е и дилемата дали бебето ќе биде здраво. Современата пренатална диагностика може ли да даде точен или пак делумен одговор на ова прашање? Имаме на вистина многу прашања кои што ќе ги упатиме на професор доктор Гордана Адамова, гинеколог акушер, субспецијалист по перинатологија во Санте Плюс. Професорке, добре ни дојдовте. На вистина големо задоволство ми е што сте во студиото на Телма. Да ви кажам, боле ве најдов, зашто одамна се бараме. Баш одамна. И никако да споиме термини на кои на двете ни одговараат. И ете, конечно, дојдовме до термин. И јас стварно сум многу среќна што учествувам во вашата емисија, затоа што ја сметам за многу едукативна, многу концизна, многу јасна. Ви благодарам за комплиментот. Еве моето прво прашање ќе биде дали имате податок? Сте воделили некаква евиденција? Колку бебиња имате донесено на свет? Тоа сега при сретнување на корзо, на улица, у Охрид, било каде, на било кое место, само се јавуваат: професорке, вие се сеќавате на мене, вие се сеќавате на мене. И илјадници, не сумо до нешто бројат, али за цел мој работен век, работејќи во родилна сала, углавном, нели, сигурно се тоа илјадници. И сега практички дојде време и да ги пораѓам тие што јас сум ги донела на свет, тие да станат трудни, мајките да им кажат: со тебе ме породи доктор Адамова. И ќе дојдат кај мене, мајка ми кажа да ви кажам тоа и тоа. И ете, продолжува. Така да, практички генерации, не знам до кај ќе стасам. И имате уште време пред вас за активна работа. Сега се занимавате повеќе со пренатална диагностика. Точно. Со перинатологија. Што е точно тоа перинатологија? Порано, нели, имавме предмет, имавме гранка на медицина, гинекологија со акушерство, али со напредување на технологијата, на можности диагностички, на нови сознанија, се под гинекологија и акушерство поделени се уствари од три големи подрачја. Едното е гинекологија, тука спаѓаат тумори, нели, пореметувања на мочни органи кај жената. Потоа имаме репродуктивна медицина, која работи со инфертилитет и стерилитет, и имаме перинатологија. Тоа што било акушерство, не е више акушерство, него е перинатологија. И тој период перинатологија опфаќа бременост од 5-тиот месец па се до породување и плюс првите 7 дена од животот. Значи со нас тука се инволвирани и неонатолози, бидејќи се работи, нели, за тие првите 7 дена од животот. Сега, у таа перинатална медицина, која има многу области за изучување, и се изучуваат и се предаваат, посебно место захваќа и припаѓа на пренатална диагностика. Значи, пренатална диагностика е диагностика која се спроведува во тек на бременоста, у период кога пациентката е бремена, али почнувајќи, нели, да кажеме, од подоцна. Патолошките состојби до 3-ти месец ги третира гинекологија. До 3-ти месец, ако се спонтани абортуси, доколку не се повтарани. Кога се повтарани, веќе доваѓаат кај нас. Значи, тука, кога се спомне пренатална диагностика, обично пациентите тоа го вржуваат со откривање на Даун синдром. Но тоа секако е еден, да не речем, 1000-ти дел, нели, од таа
prenatalna dijagnostika. Nije ni iljaditi, sigurno. Zato što nije ta prenatalna dijagnostika otkrivаме mnogo други нарушувања. Сега, секако дека во тој период и ден денеска, кога ќе кажеме пренатална дијагностика, се мисли на аномалии, откривање на аномалии на хромозомите и генетски нарушувања. Меѓутоа, диапазон е поширок, зашто ние тука сврстуваме и аномалии кои не морат да имат никаква врска ни со генетско, ни со хромозомско нарушување. Додека пак од друга страна има одреден број на аномалии кои у многу висок процент се вржани со хромозомски нарушувања. И сега нормално е, значи, каде ние ќе ординираме, каде одма ќе се ординира инвазивна дијагностика за да се одреди кариотип, бидејќи, например, 30% тие деца со таква аномалија се со Даун синдром. Нели? Сега има разни скрининг техники. Многу од трудниците се одлучуваат да направат една анализа преку мајчината крв и на таков начин велат рано да се осигураат дали бебето ќе има некаква аномалија или не. И тука пред се мисли на Дауновиот синдром, како што споменавте. Сега тука да ги разјасниме некои работи кои се многу важни, баш од етичка гледна точка. Пред се ние сите овие скрининзи, тие углавном се однесуваат на ултразвучни и генетски, не ги правиме за да откриеме дете кое нешто не му е во ред, нели, кое може би ќе биде повеќе, помалку хендикепирано. Значи, не ја правиме од еутаназички причини. Не ја правиме од такви причини за да, ако тоа дете најдеме таква аномалија, да го осудиме на смрт. Нели, тоа е голема грешка, затоа што многу, па да не кажам и доктори, али особено пациенти го рачунаат тоа за такво. Значи, ние правиме испитување за да видиме кој дете нема да го биде, па како у некое време тоа дете да не му дозволиме екстраутерини живот. Далеко е денеска тоа, значи, согледување, многу зад нас, затоа од еугенични причини не се прави пренатална дијагностика. Ја правиме да видиме дали ќе најдеме некое нарушување, да видиме какво е, да видиме дали тоа може да се, значи, спречи негово напредување, да стане поизразено, дали може, кога ќе се роди плодот, да му помогнеме, дали може инутро да му помогнеме, дали ексутеро, кога ќе се породи, има можности за подобрување на состојбата. И, значи, тоа све треба да разбере и да на еден прикладен начин да се, значи, симнеме или качиме на ниво на пациентот кој тој го има. Тоа треба да го процениме. Значи, се внимава на каков начин се кажуваат тие информации. Jer секој не разбира. По друга страна, другите многу читаат, па пречитуваат, па обратно ги разбираат работите. Значи, што е битно тука? Тука е битно, пошто нели имаме ние матични доктори, значи, првиот контакт е многу битен за бремена жена. И на тој првиот контакт би требало да се посвети најмалку 1 сат време. И да ние може да разговараме за многу работи. Значи, да ја практички запознаеме личноста. Да, и пренесете на трудницата во тие моменти. Треба да знаеме дали има некои наследни генетски заболувања во фамилија. Дали она, значи, во тек на некоја претходна бременост, раѓала дете со некоја попречување, со некоја аномалија. Или дали она боледува од некоја хронична болест која бара континуирано лекување и у бременост. Нели, тоа треба да разбереме. Дали у актуелна бременост имало нешто што се случило. Значи, тука треба еден широк. Тоа е една. Значи, една страна од тоа што треба да се задоволи и пациентката да ја разбере. И докторот, уствари, тоа е повеќе за докторот. Да види каде ќе ја сврста таа пациентка. Дали таа у старт ќе стане ризична или у старт не е ризична. Значи, така ги делиме. И уште при првиот контакт треба да се знае на што треба да се обрне внимание. Од другата страна, значи, пациентката, она треба да добие сите информации
за текот на нејзината бременност, особито првородката. Нели, работите со знања се менуваат, нови методологии скачаат, употреба почнува да се применуваат. Она треба да биде запозната со сите процедури, со сите можни диагностички процедури и скрининзи кои се посакувани да се направат у нејзина бременност. Но не постои ни една која мора она да ја направи, затоа што јас ми доаѓаат пациентите кои викаат, ми кажа докторот дека тоа морам да го направам, без тоа нема да ми плати фондот за породувањето. Тоа мислам, тоа никаде не постои, никаде у свет. Значи, друго кога збориме за инфективни заболувања, тоа е друга работа. Ние збориме сега за нешто друго, нели? И пациентката не мора да оди на скрининг. Не мора. Како тоа е нејзино право. Како што право на онколошки пациент е да одбие хемотерапија, исто така е право на пациентката да одбие. Значи нема задолжителни скрининг прегледи како што Нема, нешто што мора да се направи. Ако не го направи, нема да плати фондот породов. Таква работа нема. Не треба да се објасни што све со одреден скрининг може да се открие. Што тој значи, што се испитува уствари со него. Сега, апропо ова неинвазивна, така наречена диагностика од крвта на мајката, од ДНК молекули на плодот кои циркулираат во крвта на мајката. Циркулираат во крвта, тие се екстрахираат и тука, значи, они мислат кога ќе добијат резултат дека е низок ризик и дека е методот 99,9% сигурен дека тоа дете нема да има или ќе има некој хромозомско. Тоа се уствари диагностики на хромозомски нарушувања, структурни и нумерички. Со гените тука нема, значи веќе сега почнува да се прават палети со одредени испитувања на одредени гени. Ама тоа тек почнува и кај нас, али треба да знаеме што бараме. Нели, дали наоѓаме наод кај ултразвучен кај пациент кој би евентуално одговарал со повеќе аномалии на некаков синдром, па да конкретно бараме дали е тој синдром или не. Меѓутоа, самото со ова што добиваат они, најчесто е тоа само дали има овие трисоми, односно дали е Даунов синдром, дали е значи синдром со 3 хромозома на 18 хромозом пар, или е на 13 или некои триплоиди кога имаме 3 хромозома у Значи, тие се спектар на генски нарушувања. И со тоа ние што ќе дојде или од нифти, ќе дојде резултат дека е све во ред. И ќе рече пациентката све е во ред. Тоа е тоа одредување. Тоа е за ризик, за одредување на ризик. Тоа е одредување на ризик, тоа не е диагноза. И тоа е само одредување на ризик за одредени хромозомски аномалии. Ама воопшто, ако дојде резултат дека е низок ризик и ќе каже, јас направив нифти и све е во ред, нема никакви проблеми со детето. Па не е така. Тоа е еден многу мал дел од пренатална диагностика. Детето може да има многу тешки аномалии, а да му се нормални хромозомите и гените. Нели? А дали сето тоа ќе се види на ехо прегледот? Сега тие поголеми, што го нарекуваат 4D. Тие поголеми, знаете што, 4D многу се брка, пациентите 4D да видат слика, да го видат детето како е на слика. За нас 4D, фотографии од 4D. За нас 4D, ова е од прв триместар. Ова е прв. Слика кога значи правиме тој прв триместар и со на прв триместар и тука уствари ние ги бараме нарушувања на хромозомите. Во која недела обично се прави тој скрининг во првиот триместар? 14, но сега ќе ви кажам новитетите. У денешно време јас пратам многу курсеви од светски имена кои со софистицирани апарати веќе у овој триместар, али не 13, 12, 14 недела со вагинална сонда може да видат 90% од аномалии кај детето. Значи, зашто е битно да не се прави само нифти од крвта? Битно е да се направи ултразвучни преглед. Така. И ако таму има аномалии,
Јасно се видливи тие аномалии? Јасно се видливи. Обично знаеме дека се мери некоја бразда кај вратот. Тоа се мери течноста, значи отокот на вратот кај бебето, помеѓу рбетниот столб и кожата. И ако е тој над 3,5 милиметри, кај таа пациентка обавезно кажуваме дека она би требало да направи инвазивен метод за преглед или да се соберат хорионски ресички, тоа се пунктира стомакот и утерус на мајката или плодова вода или плодова крв или крв од бебето. Само на таков начин може да добиеме точна дијагноза. Сега има друга работа. Ако, например, ние најдеме, а јас стварно гледав и наоѓав и почнав да наоѓам, многу се шири сега, многу се шири диапазон на структурите кои ние више може да ги видиме уште у првиот триместар. Не е више само тоа што било до сега. Сега у свет работат многу више. Може да видат структура на мозок, структура, многу аномалии, комплетна структура на мозок, со таламус, со дуктус акведуктус силви, со мали мозок, со мозочните комори, со развој на тие вијугите на мозокот. Многу работи уште тогаш. Да, а да не зборам за например, еве ова е хернија. Не, ова се гледа уште од 3 месеци, тоа е хернија, да. Не мора со 4D, со 2D ние може да ја видиме. 4D нас ни овозможува да кажеме, ако некаква аномалија гледаме надврешно или аномалии на прстите, аномалии на стапалцата, онда користиме 4D да го видиме тоа пластично, да го видиме тој наод, а 3D е многу побитен од 4D. Тој не е обоја, него имаме у 3 рамнини ортогонални, у 3 пресеци ние го гледаме бебето ако се сомневаме на некоја аномалија. И ние практички у 3 разни пресеци тачно ќе алоцираме, тачно ќе диференцираме дали тоа е некој голем желудник, па ни се прикажува како 2 круга, што е голема аномалија и може да иде со Даун синдром у 30%, или па ако одиме со 3D, ќе видиме дека тоа е уствари еден желудник кој има кривина, ние у пресек сме го фатиле како 2 круга. Нели? Или па обратно. Така да е многу битен да се направи ултразвучен преглед у прв триместар, а не само да се најари. Многу работи може да се видат. А колку време треба да трае овој ултразвучен преглед? Каде треба да стои екранот? Истите тие светски стручњаци, секој од нив има различит приод и секој од нив сака да види различити работи. Тие што сака да видат многу работи, они викаат им треба 50 минути. Начално просечна вредност е 30 минути. Ние треба да обезбедиме преглед од 30 минути. Мене ми доаѓаат многу пациентки кои викаат, докторка, не прашувам кај биле, шо биле, докторка за 5 минути ме испрегледа, што видува за 5 минути и ништо не ми кажа, добро е и здраво. Па не може за 5 минути да се види се. Нема теорија. Нема теорија, па еве светски признати луѓе у свет познати како врв топ на дијагностика пренатална урана бременост уште. Да не зборам касна, па вика дека им треба време. Пациентот треба да му се обезбеди минимум пола сата. Колку год да е едуциран сонограферот и треба, тоа на што треба да се пази. Ние знаеме дека мајките многу се осетливи. Па ако некој кажал дека видел нешто, па оди се ја на супервизија, екранот што имаме и екран, нели, кај што гледа пациентката, тој треба да е мрднат на страна, да е надвор од очите на да не гледа пациентката у лицето на обсерверот, затоа што ќе прати негови гримаси, нели? Некој може да случајно ќе направи некоја гримаса и она што е, како е. Погледете, покажува на екранот тамо, надвор да не гледа лице негово и негови реакции. Сега, што ако видиме нешто? Ако видиме нешто, нема да кажеме одма, ова е нешто страшно, мене ми е жал што у денешно време гледам такви работи, ова не го бива,
најдобро да си го абортирате. Тоа уствари за ништо не се работи. Имаме ние некои, ги викаме, значи, минорни маркери, мајорни. Мајор и минор маркери за, да кажеме, евентуално тие нарушувања на хромозомите. Но со долготрајно искуство се испостави дека овие, баш затоа ги викаме, значи, софт маркери, меки, затоа тие не делуваат на функција на органот. Например, циста во коморите, во тие жлезди што лачат течност. Тоа е цистичка кој си ништо не мора тоа да значи. Ништо, а сега замислите вие да му кажете на пациентка, детето има циста у мозок. Тоа е страшен стрес. Тоа не е ништо. И практички тоа ќе си прсне, апсолутно нема влијание никакво на функција на мозок. Она може случајно да се најде у некој синдром, да кажеме, кај трисомија 18, 13, али тамо пак она не смета на функција на мозокот. Значи, може него има други аномалии кои да се структурни аномалии, кои се хард маркери, тврди маркери кои ставарно може да одат со висок процент на аномалии. А ово е случаен наод. Исто така ќе видат во срце хиперехоген, така го викаме ние, хиперехоген фокус. Тоа ствари, кога го гледате вие срце, на пресек у 4 комори, како што мускулите работат, ги движат залисите, ако го фатите мускулот попречно, тој ќе се покаже како, ние го викаме голф топче, како една точка. И ние порано бевме забезекнати. Леле, ова може да иде со Даун синдром. Меѓутоа, ако го фатите уздушно, ќе видите дека е тоа попречен пресет од мускулот кој е нормален и кој ги влече влакната. Нели? Така да, од денешно време, искусни перинатолози, ултрасонографисти, кои ќе го видат, а исклучат сите други аномалии кај бебето, уопште не го ни спомнуваат на дете, на родители. Jer ако им го кажете, у срце има детето хиперехоген, што е тоа? Па не знат ни да им објаснат, па онда родители доваѓат и викат што е тоа, како е тоа. Значи, треба да се знае што и како треба да се објасни, али ако е некоја потешка аномалија. У таков случај, секако дека нели може да има да оди со тежок хендикеп. Па има и таква некои аномалии кои, кога ќе ги видите, може да одат од никаков проблем кај бебето до големи нарушувања у психосоматска сфера. Што ако видите некое такво нарушување, некое големо нарушување кое што нема достави баш некаков простор за тоа бебе да се развива како што треба откако ќе се роди? Па ние кажуваме за што се работи. Да, и тука има една морална импликација како да се соопшти што понатаму. Обава што се работи, значи ова дете, да кажеме, ова дете има таква аномалија која може после пороđај оперативно да се третира. Но и при оперативен третман, сега у свет успеси се многу поголеми за многу аномалии, па дури и срцеви аномалии, нели, јасно. Така да треба да знаеме дали кај нас можеме да ги коригираме како што треба или не. Значи, некаде постоje, у свет постојат центри за одредени проблеми, за одредени операции. Не само на бебето кога ќе се роди, него и во стомакот на мајката. Ако е некоја аномалија која може, кога ќе се роди детето, да му да го спречи да дише нормално, например, ако му влагаат стомачни органи внатре во граден кош, па го помрнуваат срцето, па не дозволуваат бели дробови да се развиваат. Значи, има интервенции и интраутерини за такви аномалии. Додека е фетусот во утробата на жената. Тубуси се стават внатре, да не колабира трахеја, да може да се развиват бели дробови и онда тој се вади. Така да има у денешно време многу е сега прашање дали родителот може тоа дете и дали пристанува, бидејќи тоа се работи, се отвара стомакот на мајка, се отвара утерус. Или па може да се почека, да кажеме, породувањето, па после породувањето да се оди на интервенција. Онда ќе кажеме дека успехот не е секогаш 100%, али дека има аномалии кои одат со висок процент на успех, а има аномалии кои одат со мал процент на успех. И сега родителот треба да реши што понатака. Абортус е дозволен до 24 недели, али у некои случаи кога се работи за инкомпатибилна за живот аномалија, сега прашање дали сака да
се прекине бременост мајката порано или ќе го роди, па тој така ќе умре. Меѓутоа, секогаш треба да знаеме дека имаме луѓе, фамилии и наши, и од друга вероисповести, од наша вероисповест, мислам, христијанска и муслиманска, кои ќе речат, ако им предложите инвазивна процедура да се потврди дали хромозомите се во ред, затоа што е тоа многу битно понатака за корекција аномалија. Jer ако хромозомите не се во ред, онда шансите се, мислам, бидејќи ќе има и други аномалии, нели? Али родителјот тој треба јасно да му каже. Конечната одлука. Конечно. Ако ви каже сега, не, благодарам, јас ова дете ќе го родам, Господ така кажал, како ќе биде, колку ќе живе, како ќе живе. Да нема општа ни резон, кај таа пациентка, мислам да ја излагате на некои процедури, ако она едноставно решила. Па вие ќе ја оставите време, нели? Ќе ја оставите време 2 дена да си помисли, да си обмисли, jer тоа е сега еден шок, нели? Тој шок треба да се преброди, она треба да се подсмири и уште еднаш да размисли. Да размисли што ја чека, како ја чека. Па може да ја ги праќам и кај одредени, нели, колеги, детски хирурзи, кардиолози, значи сите тие што ги збринуваат тие повреди, нели. Онда овие хирурзи што се на максилофацијална хирургија за тие расцепи, нели. И ќе им речем, појдете додека уште е бебето кај вас, направете си муабет. Така. Ќе ви кажат каков успех имаат, колку ќе трае тоа правење, колку операции ќе треба, некогаш треба повеќе операции. Ги споменавте расцепите на устата. Што ако со бебето се е во ред, има расцеп? Дали некогаш родителите доаѓаат во дилема што понатаму ако им кажат таква информација или полот ако го слушнат? Сака да родат, барем од мое големо искуство, многу мали е број што прекинуваат бременост, поготово ако е све нормално. И тука треба кариотип да се направи, да се види дали е во ред, да се трага за други аномалии, затоа што тој расцеп оди со многу други синдроми, кои се многу побитни од самиот расцеп. Така. Али се во склоп на многу синдроми. И затоа, нели, кога го гледате, треба да видите детален преглед да се направи дали све во ред. И onda кога ќе се каже и кариотип, кога ќе се каже све друго во ред, како сакате, најголем дел вика, не, ќе продолжиме. Јас викам, кај нас, у нашата земја се работи тоа уште пред 50 години. Мислам, се работи многу одамна. Имаат луѓето искуство. И онда, значи, само одите, распрашајте се, сигурно дека ќе имате вие како татко мајка проблеми со исхрана на тоа дете, додека тоа не се комплетно сошие, значи затвори со проблем со исхрана, дали ќе биде потребна една интервенција, дали повеќе зависи, дали е само усна, дали е и непце. И онда они ќе идат, и ја им посочувам кај да идат, за да имаат повеќе сознанија, па онда ќе си решат. Знаете, друго е кога они приберат информации. Основно е за мајка да прашува дали сега тоа мене ми штети ако го носам тоа дете. Уопште не ви штети на вас. Колку год да го носите, тоа на вас не ви штети. Ништо, не може да ви загрози здравието. Професорке, а што е со полот на бебето? Дали за некои родители можеби тоа е причина дали да се продолжи бременост или не? Бидејќи знаеме во одредени култури повеќе сакаат момче машко да има во семејството, отколку девојче. Кај луѓе кои имаат по 3-4 деца женски и сега за нив е многу битно полот на детето, сега дали ќе го носат или не, дали може да се одреди или не, и сега може. Преку таа нифти метода може уште у 10-та недела, 11-та да се одреди полот, али па не знам колку е тоа прифатливо, нели, да одземаш живот. Во што се на пол? Само заради тоа што детето не е машко. Сега тука различни религии, различни ставови. Ја да ви кажам, у Бразил... Тоа е црната страна на пренаталната диагностика. Например, у Бразил,
treba, pa ja gi slušav tije seminari online i od cel svet bija najgolemi stručnjaci. To je beše, što da vi kažem, da gi slušate Melina, da ne mrdnete od stolče. I od Brazilvika kaj nas i beše prašanje koga, na primjer u Germanija može, komisija i može, ali Brazil, Ministerstvo za pravda odlučuva. Zamislite, da li dete to može da se žrtvuva ili ne. Ete do tamo. Do nekade kada što i u termin može da se pravi, nije vikame veke, infanticid, ubistvo na dete je to. Сега, тука, таа гледна точка, значи, треба да се знае дека доктор може да одбие таа инфекција. Може, например, комисија да донесе решение. Ово е аномалија, страшна, детето, ништо, ќе умре, ќе се мачат родители 2-3 месеци, без везе и ќе се умре, и они ќе бидат уште по, значи, атакирани, по анксиозни, кога ќе го гледат, ја знаат дека ќе умре, и ќе дадат дозвола. Меѓутоа, зависи од лекарот дали сака да го прави тоа. Ја, например, не сакам да правам еутаназија, не сакам да правам фетицид. И мене никој не може да ми нареди да го правам тоа. Тоа е моје право. Така, не ви дозволува? Не ми дозволува, не. А има кој така сакам да кажам дека како што и пациент може да одбие некаква интервенција, така може има и право докторот исто да го направи. И докторот има право да одбие таква интервенција. Порано овие пренаталната диагностика беше резервирана само за жените кои што се смета дека спаѓаат во ризична група над 35 години. Слично сега едноставно сите подлежат на бројни испитувања. Кога станува збор за амниоцинтезата, дали ке сите жени по 35-та година се препорачува да се направи? Дефинитивно не. За тоа се прават овие тестови да се види ризик и ако има голем ризик, onda најдобра потврда е амниоцентезата. Да, али мислам јас по моје искуство е кога гледам ултразвучно, кога ги гледам тие мерките, мислам дека поголема тежина има само ехо од тие биохемиски параметри од крвта што се земат. Збориме за приска, за тој првиот скрининг што се века приска. И што искаче резултати. Се ако тамо нешто, ако ја видам, и тоа било кој да види, тоа е правило. Ако видите вие задебелување на вратот повеќе од 3,5 милиметри, онда нема што да мислите, вие треба да предложите амниоцентеза. Дали пациент ќе прифати, тоа е друга работа. Значи приска е всушност теско што веројатно тоа е сосема маргинална индикација и е старост на мајката. Аха, значи воопшто не е тоа клучен фактор. У тој склоп у софтверот, кај што влагаат мерките на детето, нухална, носот дали се гледа, должина теметртица, промерна глава. Значи тие мерки од ултразвук, тоа се све мери. Гледај, тука се све мерни единици. Све е математика, све е нешто што се мери, значи све нешто што е калкулација. Разбирате? И затоа се само мерки. Тука збориме за мерки. Дали е повисоко, дали е пониско, дали е пократко, подолго. А кога се мери, важно е во каква позиција е бебето? Може ли некогаш да не се измери како што треба? Значи, тука имате баш права таа позиција кај што се гледаат и дури мозочни структури на детето. Ете, и носна коска, све. Значи, важна е многу позиција и таа треба да се чека. Некогаш треба да ја чекате и цел сат или да вратите пациентката. Сега, значи, тие се додават и софтверот рачуна каков е ризик. Разбирате ли, многу се повредни оние наводи што ги наоѓаме ние ултразвучно, него што ќе добиеме од крвта. Не зборам сега за неинвазивна диагностика, зборам за оној првиот скрининг што го викаат приска. А потоа веќе се останатите тестови даваат конкретен одговор, бидејќи таму има генетски анализ. Така да, и пациентите, нели, уште еднаш да повторам, затоа што многу доаѓаат и викаат ја направив нифти, неинвазивна диагностика и све е окей и све е окей кај бебето, све е во ред. Полека не, од кај е све во ред, е само една мал дел од пренатална диагностика. Каде се други работи? Ние имаме и многу други скрининзи,
mada oni se, dakle, некои се општи, некои се елективни, некои се селективни. Значи, селективни се тамо кај што имаме ризик од одредени заболувања. Ние имаме скрининзи за откривање тоа дали ќе се јави покачен притисок, дали ќе се јави шеќерна болест, дали ќе се јави застој во растот, дали ќе се јави презервно породување. Али тоа не го правиме кај сите пациентки, него кај тие што се во ризик, и тука ни служат фактори од анамнеза, пациентката каква има, нели неизноминато и сегашно. Онда имаме биохемиски скрининзи, тоа се лабораториски, биохемиски и биофизички, тоа се ултразвучни. Така да сите тие заедно ни помагаат, нели, да откриеме некое нарушување, што има многу нарушувања, не се работи само за аномалија на органите, него и понатака дали ќе расте плодот како што треба, дали ќе се развива, затоа што има доста други работи кои не се баш како аномалии, него се јавуваат како, да кажеме, проширување на некои органи, цревата, коморите мозочни. Значи, тие ги има, али имаат проширувања. Значи, не е тоа, да кажеме, да фали некој орган или... Така. Значи, има многу, али голем дел, најголем дел од нив ние може да откриеме. Но понекош може да забележите дека бебето не расте како што треба. Што се препорачува во тие моменти? Значи, ако има застој во растот на фетусот? Кога бебето не расте, имаме неколку можности. Ние одма проверуваме некои работи, проверуваме каква е функција на постелката. Значи, правиме доплер на крвни садови, да видиме дали исхрана оди како што треба. Дали е доплер циркулацијата према бебето од мајката, онда циркулација во папочната врпца и циркулација во мозочна артерија. Тоа ни се главни, нели, крвни садови кои ние мора да ги видиме и да видиме дали е нормална циркулација тамо. Значи, тоа е еден дел што другиот дел е да не е инфекција, затоа што, например, со еден многу чест цитомегаловирус ние може да направи детето више да не расте, може да даде и помала или поличина и поголема количина на плодова вода. И тука има одредени промени. Сега тоа, да кажеме, обично се тие најчесто на глава. На очи, на уши, делуваат на слух, делуваат на вид. Така да е тоа нешто што ние не може да го откриеме. Мада сега, со магнетна резонанца, дури може и да се открие дали ќе биде нарушен слухот на детето, чија мајка имала цитомегаловирусна инфекција у бременост. До таму веќе се оди. Безбедна е магнетната резонанца за време на бременоста? За разлика од компјутер томографија, која не се препорачува уопште, никако, кај фетусот, а магнетна резонанца ни дава дополнителни, и можеме да кажеме дека 10% дополнителни резултати добиваме, односно откриваме 10 повеќе од нарушувања ако ја вклучиме и магнетна резонанца тамо кај што има некои, значи, аномалии, некои нарушувања каде што ултразвук е супериорен. А има некои каде магнетна резонанца е супериорна и ние ги комбинираме за да се добие точниот одговор. Да се тоа. Они не се конкурентни методи, една на друга, туку комплементарни се надополнуваат. Да. Ќе ги вклучиме и гледачите, имаме многу малку време до крајот на денешната емисија, но и доколку имаат некој прашање поврзано со сето она за што досега говоревме со професор Адамова, слободно може да се вклучат во програма, да постават прашање и секако да добијат одговор на нивната дилема. А кога станува збор за амниоцитезата, трудниците имаат голема дилема дали да ја направат поради страв да не се повреди фетусот од иглата која што се внесува во утерусот или пак да се предизвика спонтан абортус. Дали е потребна исто така и тука согласност од пациентката пред да се направи тој запад? И дали носи големи ризици? Не, големи ризици не, дефинитивно. И тоа треба да работи, значи, подучена екипа која тоа си го работи стално, а не некој да боцка 20-30 пати. Секако дека ризикот се зголемува ако вие 3-4-5 пати ја боцнете пациентката. Меѓутоа, треба да е, ипак да е јасно дека од 0,5, 1 на 1000 до 1 на 100.
Од 1 на 1000 до 1 на 100 може да дојде и до инфекција, и до абортус, и до крварења. Така да пациентката, иако 1% сега, знаете како е, тоа е, мислам, можда малце така, да не речем банално, али ако сте вие таја една од 1000 или од 100, за вас е то 100%, нели? така, да. Така да они тука си размислуваат и се случувало така, па и кај докторки, што обично така бива, нели, кај колешки тоа да дојде. И се случувало да дојде до абортус. И се смета период од 15 дена од извршена интервенција. Ако до тогаш, у тој период дојде до спонтан абортус, се рачуна дека е тоа компликација од амниоцентеза. Се повозрасни жени остануваат Да, трудни. денеска, затоа границата се померила на 35 години. На 35 години, ако е пациентката е тогаш, и ако имаме нешто од, да кажеме, биохемиски анализи кои стапуваат од нормала, тогаш би било, да кажеме, индикација за амниоцентеза или хорион биопсија. Али не 35 години. Они се сега маргинални, рековме, влагаат у тој склоп со другите, со биохемиски, со биофизички, односно ултразвук, и софтвер ни кажува, практички тоа е математичка калкулација, кај оваа пациентка со овие наоди можност, значи, да има Даун синдром е 1:50. Тоа е многу висок ризик. Додека 1:10.000 Така. и е многу, многу низок ризик. Имаме гледач на линија, ќе го вклучиме во програма. Добар ден, Добар ден. повелете. Поздрав до вас, водителката, до професорката. Благодарам. Имам едно прашање, може би е надбор малку од темата, но сепак е близко до... Добро, да го слушнеме. Се работи за скриен шеќер во 20-та недела од бременост. Ако пациентката, односно бремената жена е ставена на инсулин, дали тоа е подобра варијанта и како би реагирало тоа на плодот? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Отстапуваме малку од она за што Добро, говоревме, и но тоа ова е е исто така еден ризик фактор. Исто така скрининг на скрин гестацијски дијабет, исто имаме и скрининг за гестацијски дијабет. Која недела и се тоа е прави? Тоа е на обавезено почеток од 24 до 28, доколку пациентка нема у фамилија блиска прво колено некој со шеќерна болест. Или па ако кај неја уште у почеток некои се приметат некои работи, или ако е уште у старт, висока онаја вредност на гладно. И сега кај пациентка со тој тест, кој се пие 100 грама гликоза растворена у вода и значи пред да се попие водата со шеќер се зима гликемијата после 1 сат и после 2 сата. И ако една од вредностите не е над нормала, се рачуна како да е тоа гестацијски дијабет. Гестацијски го викаме затоа што сме го откриле Во време на во бременоста. бременоста, да, затоа е гестацијски. И сега, дали тоа ќе биде сега терапијата, дали ќе биде со таблети и со диета или ќе биде со инзулин, тоа зависи колку е тоа нарушување изразено. И тоа пред се треба да го определи ендокринолог. Значи, вие треба да, ако не сте биле, веќе обавезно, значи обавезно ги праќам кај ендокринолог, и ендокринолог кој е, тој е оној што ќе каже само диета, па после 2 недели ќе видиме каква е ситуација, или ќе каже, тука мора одма да се оди на инзулин. Тоа значи ние не одредуваме, тоа зависи, значи тоа исклучиво треба да го каже ендокринолог. И да не се правиме ние све могучи, све знајучи, ако пациентка има притисок, да не ординираме ние терапија за притисок, него да пратиме на кардиолог или на нефролог, па да он ја испита темелно и да каже што треба да прима. Значи, вие треба да одите кај ендокринолог и да видите што ќе ви каже ендокринолог. Затоа што многу пациенти поминуваат само со диета и добијат диета и успешно одржаваат нивниот шеќер. А ако кажал докторот, ендокринолог, дека треба на инзулин,
Тука нема дилема, мора да примате инзулин, затоа што тоа, ако не го примате, ако шеќерот ви е висок, у тек на бременоста, тоа е многу голема опасност за вашето дете, али и за вас, затоа што кај вас може после породување шеќерот да ви остане и да бидете, нели, диабетичар, односно пациент што боледува од шеќерна болест. У 15% од случаевите тоа може да се случи. Затоа треба многу сериозно да сватите работата, да не се плашите од инзулин. Напротив, и луѓето живеат цел живот со инзулин. И на вашето дете многу подобро ќе му биде ако морате да бидете на инзулин, него без инзулин, затоа што нема да доживува тие ударни хипергликемични кризи и после кај него, нели, да се јават едно чудо у неговиот живот, едно чудо хронични заболувања. Значи на време треба да се реагира. Професор, уште еден гледач, имаме време за едно многу кратко прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сум? Да, во програма сте, повелете. Само ќе ве молам што поконцизно, бидејќи завршуваме со денешната емисија. Вака, јас имам 32 години, бев трудна, направив нифти тест, ми излезе висок ризик за Даунов синдром. Понатаму имаше диагностички тест од хориобиопсија и искочи воопшто повторно Даунов синдром. Абортус е направен. Ме интересира само, бидејќи сега јас и партнерот правиме кариотип, доколку не може излезе, да речеме, абнормалност во кариотипот, дали тоа значи дека ќе можеме или нема да можеме да имаме здраво дете понатаму во иднина, а инаку на ехото беше се во ред. Значи ехото беше секако што треба, меѓутоа тестовите покажа Даунов синдром, бидејќи се решивме за нифтито сосема случајно да го направиме. Така. Значи ехото беше буквално секако што треба. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професор. Вака на кратко, значи прво, дали ехото, сега е прашање, нели ехото дали е направено како што треба, ја никого не кем да вреѓам, меѓутоа, нели, све е можно, сите грешиме, слушаме секојдневно некакви грешки на доктори, нели, никој не е имун од тоа. Прво е тоа дали е направено како што треба, а од друга страна, значи, верувам, ако веќе е земен хорион за биопсија, онда тука нема грешка, тука искача точно, нели, диагнозата, и од самото ткиво на плодот може да се земе, некогаш има мозаицизам, и затоа може само на постелка, на ресици да има знаци на Даун, а кај детето да нема. Има и тоа мозаицизам, и затоа повеќе некако се кога кажем, повеќе предност се дава на амниоцентеза, него на мада е висок процент на точноста и на хорион биопсија. Потребна им е генетска консултација совет на родителите? Они ќе направат значи нивните кариотипови, али ја верувам дека они се окей и дека ова е нешто што се случило така што дошло утек на самата јајна клетка, нешто се нарушило или сперматозоид, така да тука не може да се знае дали следното ќе биде, да не се плашите понатака, мислам да останете бремени, затоа што има фамилии кои има едно дете со Даун, кои го раѓаат, не го абортираат, а после раѓаат 3 деца најнормални, што ништо не им фали. Така да мислам да не се многу потресувате, да не сте многу анксиозни, да не паѓате во анксиозност, затоа што едно дете било така и кога друг пат, нели, ќе останете бремени, кога ќе го направите тоа, можда веќе кај вас, пошто веќе постои, нели, тоа, постои, само не разбрав дали била висока приска кога правеле, дали била. Приска била нормална или не правела приска? Не беше спомнат, мислам, тој тест. Мислам дека тој тест не беше, мислам нифти дека спомна. Не, зашто? Затоа што ми беше нејасно од каде искочи дека е Даун.
Прво на тестот укажал на можност, па потоа била направена биопсија на хорнионските рисички. Тестот, значи ако е тестот, значи ипак е правила тест и висок ризик бил. Да, висок ризик. Тука не разбравме тоа, али да не мора да значи дека наредна бременност ќе биде таква иста. Така да се опушти гледачката. Така не, она нема повтарани абортуси, кај повтарани абортуси многу деца со тие нарушувања хромозомски, они многу рано идат и пред да се дијагностицира, но они многу рано се изфрлаат како абортуси, така да е природа делува тука. Природата сама си ги прави селекција, така да нема проблем. Тука така да е спокојна и да не мислим многу на тоа, не верувам дека кај неа и кај мажот ке има за Даун синдром, не, пошто некакви маркери и они би покажува. Професор, ке ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Телма амбуланта. И мене ми беше многу мило и ми се чини како да помине за 5 минути. Да, лет на времето. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека следното гостување ќе го реализираме побрзо од ова денешното. Јас едно бевам исто и би сакала, стварно би сакала. Секако се гледаме. Значи, стварно, многу радо ги слушам вашите емисии, имам можност да ги слушам и ги слушам. Навистина ми е драго, професорке. Професор доктор Гордана Адамова, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист по перинатологија во Санте Плюс, беше денешна гостинка во емисијата. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.